Добро, премиере, ќе ги убрза ли владата временскиот рок за предогласување на уставните измени до собранието, бидејќи во рок од 15 дена, може ли ова после да биде пократко? Добро, прво дозволете да ова прекрасна манифестација која што еве скоро 2 децении се негува овде во Валандово, да ја поздравам, да ја поддржам. Денеска сме овде на познатата Валандовска ракијада, каде што нашата македонска традиција има можност да биде презентирана, по пат на комисија дури и оценувана и наградувана, но представува одлична можност да се негува оваа прекрасна традиција на изработка на домашна ракија, но и можност да се презентираат многу домашни производи и пред се и нација дружба и градење на пријателство помеѓу себе. Јас верувам дека младите генерации ќе продолжат да ја негуваат оваа прекрасна традиција. По тој повод сме денеска овде, но секако актуелните моменти се важни за државата. Знаете дека во заклучоците парламентот даде не повеќе од 15 дена на владата да ги изготви амандманите. Но доколку ја следевте јавната дебата, јас ветив на пратениците дека ќе имаме еден инклузивен процес, каде што ние од владата ќе дојдеме во парламентот со отприлика скицираните очекувања од самите амандмани согласно договорот од Преспа, ќе седнеме заедно и власта и опозицијата да ги скицираме, да ги направиме нацрт амандманите. Верувам дека тоа можеме да го направиме пократко од 15 дена. Зошто? За да можеме да скратиме колку што може повеќе денови. Но сепак верувам дека во рамките на тие 15 дена ќе можеме навистина да се согласиме и да очекуваме да расте мнозинството во наредните фази на поддршка, затоа што според мене како ги отвараме потребите за донесувањето на уставните промени. Самите нацрт амандмани, како ќе бидат конечните амандмани кои што собранието ќе ги гласа, се повеќе ќе потврдуваат дека нема ништо кое што е болно, кое што е тешко, кое што е скриено, или сите овие амандмани доправа ќе не фузираат, се надевам, ќе не обединат, заради тоа што тоа ќе гарантира иднината на нашата земја. Припатливи ли се оние барања кои што ги побара 8-те пратеници од опозицијата како поддршка за уставните измени? Они имаат доставено барање. Јас имав прилика да видам некои 4 точки, ги прочитав многу внимателно. Едното е да се потврди македонскиот идентитет, второто е начинот на примената, како тоа ќе пенетрира, во рамките на договорот тоа е возможно, така да верувам дека сакат јасно прецизирање, дека ќе биде буквално конекцијата многу јасно со нашето влегување во членство, ќе биде поврзано и самата внатрешна употреба, а сите оние поглавја кои што нема да се отворат, односно сите оние секојдневни потреби и користење за дома кои што не се покриени со поглавја, тоа ќе значи дека со полноправното членство во Европската унија ќе значи конечната, комплетната промена на името, односно додавката целосна нејзина употреба во Македонија. И едниот дел е она кое што значи гаранција дека доколку Грција не го ратификува или бидеме спречени во понатамошниот процес, дека овие уставни промени не важат. На крајот и потврда и поддршка на повикот за помирување е потврдено од страна на тие пратеници кои што гласа. Јас верувам дека таа бројка ќе биде многу поголема, не случајно го зборувам тоа заради тоа што многу повеќе пратеници сакаат да се придружат. Уште еднаш ја испраќам пораката на вистина преку еден инклузивен процес, надвор од политичките наши определби се да седнеме сите заедно и да ги дефинираме точно уставните амандмани и заедно да го поддржиме овој процес, толку важен процес за Македонија кој што конечно ќе обезбеди сигурноста, безбедноста, но стабилноста, економскиот раст и развој на нашата Македонија. Бидат инкорпорирани овие барања или ќе се разговара допълнително? Ќе седеме заедно со стручните луѓе, верувам дека ќе бидат инкорпорирани, заради тоа што го прочитав апсолутно нема некои пречки, некои проблеми и верувам дека ќе можеме да бидат добра алатка за да заедно се надоградиме и заедно гласаме за доконечната верзија на уставните промени. Благодарам. Благодарам и вас. Благодараме.